Кейт Бланшет веќе нарекуваат кралица на одржливата мода, бидејќи е една од ретките славни дами кои носат ист аутфит на црвен тепих повеќе од еднаш. Актерката секогаш инсистирала да облече нешто што веќе го има во гардеробирот, а се залага да ја зголеми свесноста за непотребното купување облека која завршува на депонија. Додека повеќето славни дами на секој важен настан се појавуваат во различен аутфит, Кейт Бланшет ја промовира одржливата мода. 56 годишната актерка многу пати носела иста креација на два различни настани, а истото го направи и на годинешното издание на филмскиот фестивал во Венеција. Вчера Кейт се појави со елегантен црн фустан со длабоко деколте, истата креација што носеше и во 2022 на доделувањето на САК наградите. Елегантна како и секогаш, Кейт единствено носеше различен накид. Ова не е првпат убавата актерка да ги рециклира раскошните аутфити. Минатата година на Канскиот филмски фестивал таа носеше долг златен фустан, а повторно се појави во истата креација и на златните глобуси во јануари годинава. Разводот на Бастијан Швајштангер и Ана Ивановиќ продолжува да ја интригира јавноста, а судејќи според најновите информации, крајот на нивната заедничка приказна се уште не е на повидок. Љубовната приказна на Ана Ивановиќ и Бастијан Швајштангер на многумина им изгледаше како бајка. Тие има успешни спортски кариери, но и семеен живот, поради што многумина ги нарекуваа моќен пар. Но се чини дека на ова идила и дојде крајот, а токму Бастијан стави крај на нивниот заеднички живот. Поранешниот германски фудбалер има нова девојка, Силва Капитанова, со која гради нов имидж во медиумите и воопшто не е позитивен. И сега се појавија нови детали од оваа сага. Според најновите написи на списанието Бунте, поранешната тенисерка Ана Ивановиќ сакала да му прости на Бастијан за љубовната врска. Сепак тој не сакал да се врати во семејниот живот, туку сакал да живее слободно. Бидејќи немал никакви чувства кон своето семејство, Ана решила да стави крај и да ја напушти оваа врска за секогаш. Томе Витанов е роден на 29 август 1951 година во Скопје. Дипломира на Универзитетот Свети Кирил и Методи на Високата музичка школа во Скопје на одсекот за актерска игра во класата на професор Димитрije Османли во 1974 година. Во Македонски народен театар Скопје работи од 1974 до 2018 година. Филмот Мајка на Теона Стругар-Митевска, посветен на животот на мајка Тереза, ја имаше својата светска премиера и тоа на еден од најпрестижните фестивали во Европа, филмскиот фестивал во Венеција. Најновото дело на сестрите Митевски, Теона како режисер и Лабина како актерка, беше испратено со долг аплауз и стоечки овации на 81-то издание на Венецијски филмски фестивал, отворејќи ја престижната селекција Хоризонти. Главните улоги во филмот ги играат Номи Рапас како мајка Тереза, Никола Ристановски како отец Фредерик и Силвија Хоекс како сестра Агнешка. По премиерата, филмската агенција објави неколку фотографии на Facebook од црвениот тепих во Венеција од актерите и екипата која работеше на филмот изминатиот период, а која дојде до светската премиера на престижниот фестивал. Во нивната објава пишува: Со долг аплауз и стоечки овации, филмот Мајка на Теона Стругар-Митевска ја имаше својата светска премиера на 81-то издание на Венецијски филмски фестивал, отворејќи ја престижната селекција Хоризонти. Прикажан во преполната сала Дарсена, филмот раскажа интимна и драстична приказна за младата Тереза во Калкута во 48-та година, моментот кога таа чека одобрение од Ватикан да го напушти манастирот и да основа нов ред. Во главната улога блеска Номи Рапас, која ја прикажува идната мајка Тереза како сложена, човечна и противречна личност, исполната со амбиција, сомнежи и силна жет за слобода.
Актерската екипа ја сочинуваат и Никола Ристановски, Силвија Хукс, Екин Чорапчи, Маракија Пиној и Лабина Митевска. Сценариото го подпишуваат Гоце Смилевски, Теона Стругар-Митевска и Илма Татарагич, а зад камерата стои наградуваната Виржини Сен Мартин. Критиките во Венеција го оценија филмот како смело и современо портретирање и најкомплексното остварување на Митевска досега. Според самата режисерка, Мајка не е класичен биографски филм, туку приказна за слободата и визијата на една храбра жена, прикажана со својата сила, амбиција и противречности. Номи Рапас за оваа нејзина улога вели дека е неверојатен предизвик и патување низ кое се нурнала во светот на Тереза за да ја пронајде личноста зад митот.